Еве Заев зашто бега сега? Оливер Спасовски зашто бега? Зашто ме избрка и мене и колегите специјалци кои сме учели и сме се бореле за оваа држава? Заради тоа што нивниот криминал да света, пошто не знаеа дека ние сме специјалци и не се плашевме од никој, него директно идевме очи во очи. Без да чекаме како што постапивме, без да чекаме наредба некој да ми даде ја што да правам. Како Никола Бучков, се околу 2000 екс-полицајци од единиците Тигри, Алфи и Волци, кои што заминале за Германија поради тортурите и притисоците во МВР, направени според нивните искази под палка на поранишниот министер Спасовски и предходните властодржци. Никола Бучков заедно со неколку колеги на пазарот во Шутка пред 4 години направиле претрес на камион за кој денеска тврди дека е дел од шверцот на брендирана роба на струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов, кој важи за близок со фамилијата Заеви. И тука му почнува агонијата. Од закани, притисоци, дека ќе лета од работа, доколку не го пушти шоферот на камионот, без да се распрашува кој е, што е и каква документација поседува од царина. Кога полицајците увиделе дека е шверц, пријавиле на сите надлежни, но попуста. Од наша страна беше известено све. И има телефонски разговори, ако се чува у МВР, слободно може да проверат у дежурната у дежурна служба на шутоуризари, дека се известени сите. Зашто ниеден не дојде? Дека сите се плашеа од Зоран Заев, Вица Заев и Оливер Спасовски. По самото проверување, камионот се води на Карамазов и на кум на Вица Заев. Малку биле заканите заради камионот. По година дена подоцна тој е претепан од полициски патроли што го пресретнале на улица во Струмица. Тупаниците, клоците и пиштолот вперен во глава е на видеозапис на кримтехничари, за кои се уште не е разјаснето како се нашле токму таму кога се вршил претрес на полицаец и неговото возило. За ова постои пресуда и од неколкумина, еден признал вина и добил условна, другите се ослободени. Зошто е тоа така? Бучков го обвинува влијанието на тогашниот министер. Сето тоа беше од притисок од актуелната политичка власт што беше у моментов на власт. Затоа што таа политичка станица е заштитена од претходната политичка гарнитура од Зоран Заев и од Вицо Заев. Струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов и кум на братот на поранишниот премиер Зоран Заев од пред еден месец е под истрага за перење пари, двојни плаќања, незаконско постапување и даночни затајувања. Полицајци, обвинители, инспектори од УЈП и Министерството за финансии влегоа во фирмите на Крмзов. Кривичниот суд во Скопје му го одзема само пасошот. Тој засега се сомничи дека е оштетил државната каса, бидејќи неговите компании враќале фиктивен ДДВ, а штетата е околу 14 милиони евра. Детали од истрагата откриваат дека Крмзов затајувал данок со регистрација на фирми на фантом косовари, за да се забошоти криминалот.